Цените нема да се замрзнуваат, туку ќе се ограничи бруто профитната маржа на трговците на големо и мало. Министерот за економија Бесар Дурмиши во консултација со бизнис заедницата и сите засегнати страни го скрои предлогот кој треба да биде ставен на владина седница и за него да дискутираат министрите следната недела. Со оваа мерка за маржи до 10% ќе бидат опфатени стотина основни прехранбени производи, како лебот и пекарските производи, млекото и млечните производи, овошјето, зеленчукот и други. Мерката ќе биде краткорочна и ќе важи 1 месец, а истата ќе се носи и за новогодишните празници, Великден, Рамазан, најави Дурмиши. Поради тоа што се знае дека во овие временски периоди секогаш трговците ги зголемуваат цените, така да ние за да им излеземе на пресред на граѓаните ги правиме овие мерки кои се и на крајот на краиштата се во интерес и на граѓаните и на државата. Вчера Дурмиши ја ставил така наречената есенска потрошувачка кошничка на дневен ред на владата, но премиерот Мицкоски вели дека предлогот треба да помине повеќе филтри и дека е потребен поголем диалог со бизнис заедницата за да се дојде до конечна одлука која ќе стапи во сила. Имаше вчера предлог од страна на Министерството за економија и труд, кој што беше резултат на средбата која што има надлежните со производителите и со маркетите. Рековме дека овие работи ги решаваме во низ диалог, беше постигнат договор и истото тоа ќе биде веќе на следната владина седница во вторник закачено. Вчера не беше поради, би рекол, определени технички причини, но сакаме да ги помине и оние филтри како што се Генерален колегиум и Комисија за економски систем и веќе очекувам на следната владина седница во вторник да биде на дневен ред. Законот за нефер трговски практики, со кој меѓу другото се ограничува работот кој добавувачот му го одобрува на купувачот, ќе стапи во сила кон крајот на септември, онака како што е предвидено, вели Мицкоски, освен доколку стопанските комори немаат други барања. Министерот за економија Дурмиши вели дека примената на овој закон дополнително ќе придонесе за намалување на цените на производите. Кога ќе стапи во сила, значи очигледно дека ќе се намалат цените, ќе се стабилизира цените на основните, особено на основните производи, каде што и ќе се нормализира и инфлацијата. Граѓаните секојдневно алармираат поради високите цени во продавниците и маркетите. Инфлацијата во август изнесуваше 2,2%. Аналитичарите во повеќе наврати побараа поригорозни инспекцијски контроли и државата да го стимулира домашното производство за да се спречат поголеми ценовни шокови и нереално поскапување на стоките и услугите.